центарот на градот, каде што се задржаа во преклавлените часови. Потоа протестот го продолжија на пероните на автобуската и на железничката станица, а поголем дел од нив со автобуси тргнаа за Скопје. И во Кичево неколку стотини ученици од Центарот за средно образование протестираа во знак на солидарност на скопските студенти и средношколци. Најнапред тие поминаа низ градските улици и на плоштадот, а потоа и пред зградата на Советот на општина Кичево. Струмичките средношколци од трите средношколски училишни центри денеска го продолжија протестот низ улиците на градот, барајќи од надлежните органи промена на веќе донесениот закон за педагошкиот факултет во Скопје. Поради масовниот протест на учениците од средното училиште во Радовиш, дел од патот Радовиш-Струмица неколку часа беше блокиран. При што сообраќајот се одбиваше отежнато. Солидарноста со скопските студенти и средношколци, учениците од училиштето за средно образование во Краково на символичен начин ја изразија со 5-минутен прекин на наставата. Протести на дел од средношколците денеска се одржаа во Куманово и во Гостивар. На денешната пресконференција што ја организираа студентите албанци од педагошкиот факултет во Скопје беше речено дека на протестите што се случуваа деновиве на најгруп можен начин е повредено достоинството на студентот албанец. Од тие причини студентите албанци од педагошкиот факултет се решиле со отворено писмо да се обратат до директорот на младината при Советот на Европа. Во тоа писмо се вели дека Македонија станува бастион на ксенофобија, семитизам и етничка нетрпеливост, дека македонската младина се залага за европски принципи за толеранција, но само кога ги користи бенефициите од европските младински институции, и дека студентите албанци нема да се откажат од правото на мајчин јазик на сите нивоа. Заврашени зошто не ги осудуваат националистичките испати во Тетово, Садиковска рече: Мислам, тоа го почнаа прво македонските студенти, нели? Што мислите, дали албанскиот народ може да толерира цело време некој да ги навредува? Ја не верувам дека во Тетово имала такви извици. Законот за педагошкиот факултет е поддржан од младинските организации од албанските политички партии во Македонија, а студентите на педагошкиот факултет не целосно, но сепак го поддржуваат. Гени Вјаше ги информира новинарите дека не се согласуваат со одлуката на Наставно-научниот совет на педагошкиот факултет семестарот да се завери откако ќе ги соберат подписите. Туку вчера поднале барање за негова административна заверка, на што деканот негативно одговорил. Инаку на пресконференцијата студентите албанци истакнаа дека нема да ја посетуваат наставата се додека не почнат да предаваат професори албанци. Денеска со своји реакции по повод протестите и меѓунационалните односи во земјава се огласија повеќе политички партии. Меѓутоа, пред да го проследиме прегледот на нивните ставови, ја издвојуваме реакцијата на Советот за грижи и воспитување на децата во Македонија. Во нивното соопштение, меѓу другото, се вели дека вклучувањето малолетни граѓани, односно деца, во протестите е злоупотреба на децата, манипулирање со нив и е на штета на нивниот физички и ментален развој. Одборот за заштита на правата на детето при Сојузот денеска одржа седница на која го зазаде овој став. Да ги проследиме сега ставовите на политичките партии. Последните настани во Тетово се најдобра потврда на познатите ставови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека заострувањето на меѓунационалните односи во Република Македонија може да има несогледливи политички, но и безбедносни импликации. Се вели во соопштението на оваа партија. Тие се потврда на фактот дека политичките екстремизми, што овие денови особено ги манифестираат ВМРО, ДПМНЕ и Партијата за демократски просперитет на албанците, меѓу себе се подхрануваат, одат рака под рака, на парола се одговара со парола, на закана со закана. Имено се вели понатаму во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не е случајно што сме сведоци на екстремните истапи, тези, цели и намери на ПДПА. Незините челници Мендух Тачи, Арбен Джафери и други не се стеснуваат на македонците од Тетово директно или индиректно да им упатат заканувачки пораки. Тие, се подвлекува во соопштението, повикуваат на непочитување на Уставот, на Законот за локалната самоуправа, на граѓанска непослушност, што во овој контекст не е ништо друго, току повик за подкопување на правниот и економскиот поредок на државата. Во врска со настанатата ситуација, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е јасен. Преку своите представници во Собранието и во владата на Македонија, решително, како и досега, ќе се залага за доследно почитување и примена на Уставот и законите на целата територија на Република Македонија.
Тие подеднакво важат за сите граѓани, без разлика на нивната национална, социјална, верска или политичка припадност, се вели во соопштението. Во соопштението за јавноста, ВМРО ДПМНЕ остро протестира против индолентниот однос на владата, кој не даде потреба да искаже ниту еден збор на осуда на еуфоричните етноцентристички и шовинистички собири на припадниците на албанското национално малцинство на плоштадот во Тетово на 22 и 23 овој месец. При што беше истакнато државното знаме на Албанија, интонирана државната химна на оваа земја и непречено се виореа многу албански знамења. ВМРО ДПМНЕ, се вели понатаму во соопштението, смета дека е крајно време да и се застане на патот на се поагресивната големоалбанска политика во Македонија, со отворена опасност за дестабилизација и дезинтеграција на македонската држава. На оние што без да бараат средства отидоа на узурпирање на власта, треба еднаш да секогаш да им стане јасно дека заедно со оплетењето бајки за соживот, нивна основна должност е да го заштитат конститутивниот македонски народ, посебно македонците што живеат во западните предели на Македонија, од агресивниот налет на големоалбанските шовинисти, се подвлекува во соопштението. Поводот за пресконференцијата посочија лидерите на Демократската и Либералната партија е изјавата на премиерот Бранко Црвенковски во врска со актуелните протести, според нив застрашувачка и е закана за демократијата во Република Македонија. Во таа смисла Петар Гошев побара од премиерот да ги идентификува мрачните сили и штабовите, како што рече споменати во неговата изјава, кои наводно сакале да ја